Добар ден на сите, ве поздравувам. Јас сум Весна Никодиновска од Македонскиот институт за медиуми. Сакам да ви се заблагодарам за заинтересираноста да бидете дел од денешниот настан, на кој ќе разговараме на темата наставниците клучни за подигање на свеста за медиумската писменост. Оваа дебата ја организира Македонскиот институт за медиуми и таа е дел од проектот Медиуми за граѓаните, граѓаните за медиумите, кој што е поддржан од Европската унија, чијашта цел е да се поттикне медиумската писменост во земјите од регионот. Наставниците се тие кои што треба да пренесат медиумската писменост на час, да ја објаснат на учениците преку примери и преку практична работа со учениците. Тука би сакала да ја споделам и информацијата која што соопшти Министерката за образование, господја Мила Царовска, минатата недела, дека медиумската писменост ќе се имплементира во образованието почнувајќи од учебната 2021-2022 година како пристап во образованието, на што ќе претходи и обука на наставниот кадар. Иако медиумската писменост се уште не е формално дел од образовниот процес, сепак има многу наставници и професори кои што ангажирано и ентузијастички практично веќе ја користат медиумската писменост како пристап на своите часови. Дел од тие наставници денес е со нас, како што веќе напоменав, како говорници денес имаме тројца наставници, две професорки по мајчин јазик од средни училишта, една наставничка по информатика во основно училиште, како и гостин од Новосадската новинарска школа, кој што подолго време работи во насока на вклучување на медиумската писменост во училиштата во Србија. Целта ни е заедно да продискутираме и да размениме искуства од работата на час, како тие вклучуваат медиумската писменост и на каков прием наидува таа кај учениците. Да ги поканам нашите гости со нивните излагања, би сакала само да ви обрнам внимание на неколку технички детали. Овој настан се извинам, се надам дека ме слушнавте. Дали ме слушате? Бидејќи ми покажува тука дека ми е исклучен микрофонот. Ме слушате? Само да ми потврдите некој. Да, супер е, супер. Се слуша. Ми покажуваше нешто дека ми е исклучен микрофонот. Значи, пред да ги поканам нашите гости, би сакала да ви обрнам внимание на неколку технички детали, дека настанот ќе се снима и од него ќе бидат извадени неколку видео содржини. Нашиот гостин од Србија ќе зборува на српски јазик. Се надевам дека нема да биде проблем во однос на разбирањето. На крај јас ќе сумирам доколку има потреба накратко од неговото излагање. На почеток ќе поканам професорката Љупка Буцевска, професорка по мајчин јазик во гимназијата Орце Николов, да ни пренесе дел од незината работа со учениците. Професорката ќе зборува за влијанието на социјалните медиуми врз младите, што е особено важно за младите генерации за кои социјалните медиуми се секојдневни дел од нивните животи. Професорке, повелете со вашето излагање, ви имате и презентација. Ви благодарам за најавата. Сакала да ги поздравам сите учесници, слушатели на оваа панел дискусија. Се надевам дека ќе споделиме интересни искуства, интересни познанија и дека ќе има понатаму прашања за дополнителни дискусии, информации, споделување искуства, она што сме заборавиле ние како презентери да го кажеме, можеби ќе дополнат, можеби ако има ученици ќе може да се надоврзат. Но како што спомнавте, ќе има и видео по презентацијата, така што ќе ги чуеме искуствата на учениците. Јас би сакала во интерес на времето веднаш да започнам, ќе исклучам камерата за да може да оди презентацијата која што ја подготвив, бидејќи така ми е полесно да објаснувам и да ги следиме оние работи кои што ги извлеков како интересни. Надам дека ќе функционира во ред. Не знам дали се гледа. Дали само може некој да ми потврди дали се гледа? Да, ја гледаме, да. Прозорчево од страна што е на зумот или не? Тоа така мислам дека треба да остане. Ајде го минимизирам, да видам, меѓутоа не така нешто. Добро, мислам дека сега е во ред, така? Значи, колку и како новите медиуми и социјалните мрежи влијаат врз оформувањето на младите луѓе. Ќе се затежам конкретно на социјалните мрежи кои што се прикажани на фотографијата, односно на што младите или средношколците по конкретно го користат кај нас,
Тоа се Facebook, Instagram, Twitter, во поново време тоа и TikTok и Pinterest во слободно време, нели кога сакаат да откријат некои нови работи, но не за комуникација. Во оваа презентација ќе се задржам на неколку точки за дискусија, односно клучни поенти кои што јас успеав да ги извлечам и кои што сметам дека се важни. Влијанието на социјалните мрежи врз менталното здравје на младите, социјалните мрежи и сајбер насилството, онлайн активизмот кој што се презентира преку социјалните мрежи, како социјалните мрежи ја поттикнуваат креативноста кај младите, како социјалните мрежи може да се искористат и за едукација и како социјалните мрежи влијаат врз јазичниот израз на младите. Слободно можете да ме прекинете доколку имате некоја идеја плюс или некоја прашање. Менталното здравје и социјалните мрежи поделет на два дела. Обично сме навикнати на негативните влијанија на менталното здравје, што го предизвикуваат социјалните мрежи, меѓутоа извојте некои позитивни влијанија. Видете дека на левата страна се оние негативни влијанија кои што секојдневно ги слушаме дека влијаат врз учениците, односно младите луѓе. Во мај месец да зададов писмена работа, која што беше на тема токму нешто поврзано со социјалните медиуми, како тие влијаат врз оформувањето на личноста на младиот човек, дали имаат позитивно или негативно влијание. Оно што тие одговорија во своите писмени е дека социјалните мрежи неретко им создаваат депресија и анксиозност, особено поради тоа што постојано се споредуваат со своите врсници. Посебно што сме сведоци дека на Инстаграм мрежата се презентираат фотографии кои што најчесто се обработени или фотошопирани, каде што ни се презентираат девојки со совршени пропорции на телото, а тоа може негативно да влијае врз девојчињата кои што се во развој, кои што постојано се споредуваат со нив, затоа што не секој може да достигне еден таков совршен, да кажеме, изглед, или пак не знам, девојки кои што имаат идеална висина, не сите, нели мајката природа не дарила идеална висина. Потоа, исто така бевме сведоци во светот, барем, кај нас не знам, можеби некој од нас знае дека има и самоубиства кои што се предизвикани од онлайн игри. И медиумите, социјалните мрежи како еден вид нова современа зависност, затоа што не само младите, туку и возрастните знаеме дека стануваме зависни од социјалните мрежи. Јас самата би се броила тука, затоа што не можам да не погледнам во текот на денот што се случува на Facebook или пак на Instagram. Но, освен тоа негативно влијание, може да имат и позитивно влијание кога станува збор за менталното здравје. Затоа што пак многу млади ја зајакнуваат својата самодоварба, бидејќи има се почесто профили на млади луѓе кои што убедуваат дека треба да се сакаме онакви какви што сме, односно дека секој човек треба да го сака своето тело, да ги сака своите квалитети и своите способности. Потоа се дава и психолошка поддршка во затворени групи, совети од луѓе кои што веќе побитале низ некој сличен проблем што го имаат младите, најразлични блогови, страници и профили во кои што се зборува за менталното здравје, и ова е оно што мене ме радува, затоа што се повеќе менталното здравје се промовира и на социјалните мрежи, и во училиштата, и младите се оние кои што се иницијатори да се зборува на вакви теми. Потоа има најразлични групи за поддршка, и групи каде што се споделуваат позитивни искуства, меѓутоа и групи каде што ќе најдете фотографии или пак статуси, текстови во кои што се презентираат позитивни мисли кои што треба позитивно да влијаат врз менталниот развој на младите. Следната точка на која што се задржам е сајбер насилството. Јас го поделив во три дела тоа сајбер насилство, односно на сајбер насилство преку навредливи зборови кои што може да бидат директно упатени до жртвата или во приватни пораки, кои што може да бидат упатени до други луѓе, но да се однесуваат до жртвата, повторно во приватни пораки, оно што е најлошо кога тие навредливи зборови се јавно споделени и сите ги читаат.
Потоа, злоупотреба на фотографии, нешто што беше актуелно прилика пред една година, кога излезе на социјалната мрежа Telegram една група наречена како јавна соба, каде што се споделуваа фотографии од девојки и малолетни девојчиња, кои што на некој начин беа злоупотребени. Дел од тие фотографии се користат и за оценување на жртвата, или од личност која што ја познава и со која што била во комуникација и ги споделила своите фотографии, но и од луѓе кои што ги добиле на некој начин фотографиите од жртвата и на тој начин прават уцена кон младата личност. Потоа најразлични преуредувања на фотографии, односно познато како фотошопирање, и нивно јавно споделување, тоа што личноста на некој начин е критикувана, линчувана и слично. И на крај, злоупотреба на профил на социјалните мрежи, преку злоупотреба на лични податоци на жртвата. Често пати сме сведоци дека се креираат лажни профили од жртвите, се преземаат нивни фотографии или пак нивни лични податоци, па се пишува во име на тој лажен профил, се споделуваат најразлични вулгарни статуси и се прави еден вид на исмевање на жртвата. И крајното е хакирање на профилот, кога се влегува во профилот на жртвата, па од нејзино име се пишува или во приватни пораки, или пак се објавуваат неискусни содржини. Онлайн активизмот е нешто што би го зброила како позитивно влијание на социјалните мрежи, затоа што младите денес се повеќе се одеденуваат на овие социјални мрежи и самите тие стануваат општествено активни, правејќи најразлични хуманитарни акции, потоа најразлични настани за млади, нешто што нив ги интересира, а кое што можеби старите не се сетиле да го направат. Културни настани, потоа одржуваат најразлични онлайн дебати и дискусии преку социјалните мрежи и младинското учество, кое што се повеќе се промовира и се презентира и кое што благодарение на младите луѓе никако влегува и во наставните програми, влегува и во училиштето, затоа што веќе учениците се изборија за своите училишни заедници, меѓутоа и некако се борат нивниот глас да допре до пошироката јавност. Креативноста неизбежно да се спомене, затоа што токму социјалните мрежи прават тие младите да бидат креативни. Најголем дел од овие фотографии се всушност преземени од Инстаграм, затоа што Инстаграм е нивната мрежа, нивниот простор, каде што тие комуницираат и споделуваат фотографии. Така што имаат предизвик да направат што е можно покреативна фотографија, да фатат што е можно покреативен кадар од не знам, некое место или пак од храната што ја јадат. Потоа преземаат најразлични идеи за креирање на домот, понајчесто Pinterest, нели, како социјална мрежа, модни комбинации, модни креации, креираат фотоприказни со кои што ни раскажуваат некаква случка, некаков настан. Креативни статуси и текстови, ова повеќе помислува на Facebook, и битовите како, да кажам, еден врвен чин на креативно изразување, каде што со малку зборови треба да се каже некоја мудра мисла и идеја. Сето тоа е креативност кај младите. Неизбежна е едукативната страна на социјалните мрежи, така што ги имаме социјалните мрежи во редовната настава, особено во периодот од март до јуни, кога наставниците беа препуштени сами на себе да се снаоѓаат на кој начин ќе ги реализираат своите наставни содржини. Социјалните мрежи беа еден од начините да ги споделат своите материјали или пак содржини, да ги контактираат учениците. Па потоа настана најразлични групи за по наставни предмети, каде што имаше материјали по математика, физика, хемија, македонски и слично, како и групи за дидактички материјали за наставници, особено кога наставниците сакаа едни на други да си помогнат и да си олеснат работата.
И се разбира, социјалните мрежи многу повеќе имаат свој удел во воннаставните активности, каде што младите се организираат и споделуваат искуства, организираат настани, со културни содржини, со социјални содржини и така натаму. Оно што е домен во мојот наставен предмет е колку социјалните мрежи влијаат врз јазичниот израз на младите. Сведоци сме дека прекомерното користење на социјалните медиуми влијае врз јазикот на младите, врз нивниот правопис, така што тие стануваат многу економични во изразот. Никогаш не користат целосни реченици, секогаш одат на кратки фрази, за да се разбера со својот соговорник, пред нивните врсници. Со тоа настануваат и невообичаени кратенки, кои што можете да ги видите, тие се преземени од учениците, и оно што јас го забележав дека во своите кратенки тие ги спуштаат самогласките, не ме јасно зошто, но ете, тоа е како еден општ заклучок. И ако отворите еден приватен чек на еден средношколец, се види дека всушност имате таму само некои букви, кратени, кои што возрастен човек може би нема ни да разбере што комуницираат. Потоа ова се одразува индиректно и во пишувањето на писмените работи и текстовите на државната матура, каде што под влијание на латиничното писмо забораваат да ги пишуваат македонските ќ, ѓ, њ, бидејќи ги пренесуваат како што пишуваат на тастатура или пак на мобилен телефон, како КЈ, ГЈ, НЈ, или пак едноставно како КГ. Се употребуваат многу туѓи зборови, тоа е очекувано, затоа што јазикот се менува под влијание на технологијата и социјалните мрежи, и се креира еден современ сленг кој што произлегува токму од социјалните медиуми. Јас тука да дадам само неколку примери, а има многу повеќе. Скриншотне, хејта, срцне, тиктокер, фоловерси, инста-инфлуенсер, доколку некој во моментот има идеја за некој пример, може слободно да додаде. И оно што го оставив јас за крај, пред некој ден го прочитав, е новата социјална мрежа, која што е популарна веќе помеѓу младите во Европа и прашање на време може би е кога таа ќе стигне во Македонија. Юрон, тоа е лондонска социјална мрежа, значи седиштето е во Лондон и станува збор за комуникација преку кратки видеа, односно преку кратки видео пораки. И што се нарекува и видео селфи, затоа што говорникот се снима себе си, поставува прашање и потоа на ист начин другите му одговараат на прашањето, или пак обратно. Другите корисници му поставуваат прашања и тој одговара повторно преку едно вакво видео селфи. На фотографијата имате како изгледа оваа нова социјална мрежа. Инаку, во првиот месец дури е многу популарна со прегледи и од YouTube на самиот старт, на самиот почеток. Имаше таму некои статистики, само што не ги запишав. И дека се очекува оваа социјална мрежа да ја урне популарност на Инстаграм и на TikTok. Јас имав толку да кажам, не знам дали има некоја прашање. Љупка, ви благодарам. Може да пристанам со споделувањето, така? Да. Само да го исклучите PowerPoint-от. Да. Благодарам. Благодарам, ова беше стварно интересно да се види некако младите како да живеат во некој свој нов свет, како да конструираат некој свој нов свет, кој што ние возрастните, кој што има свој јазик, нели, на комуникација дури и некои своји правила на комуникација кои што возрастните не може да ги разберат. Токму на оваа тема би сакала да ви презентирам и едно кратко видео од дебатата која што Македонскиот институт за медиуми ја сними со ученици од гимназиите Никола Карев, Георги Димитров и Орце Николов.
ќе го замолам мојот колега да го пушти видеото како социјалните мрежи влијаат врз младите, да видиме како младите размислуваат на оваа тема, да го слушнеме гласот на младите, на учениците од овие 3 гимназии. Дали ви влијаат социјалните мрежи на секојдневието? Дали е во ред тонот? Да. Социјалните мрежи на секојдневието? Дали во одлуките? Што е ин, што е аут, што е окей, што не е окей? Значи, дали и во тоа влијае? Доколку се пушти одреден трач за девојче, веќе 15 минути, 20 максимум, се сазна и распространете трачот низ целото училиште. Никој не се осврнува кон девојчето за кое што е трачот, дали на вистина се случило, што се случило, дали треба разговори, треба поддршка. Туку одма се оди на стереотипниот момент, го направила тоа и тоа, да се тргнам од неа или да дознам уште нешто, да распространам уште нешто. Околу тој проблем мислам дека многу се верува на социјалните медиуми. Што повторно се прави уште еден булинг дополнителен веќе на жртвата која што била. Така е. Дефинитивно. И мислам дека тој булинг колку е психички, толку е и физички. Меѓутоа, со социјалните медиуми гледаме дека немаме притисок само од другите генерации, туку и помеѓу младите има многу стереотипи и не се разбираме меѓусебно. Сите, како што веќе спомнавме за трачевите, се гледа да се бутне оној кој што е до тебе, покрај тоа што е млад како тебе, поминувате низ истите проблеми. И ова секогаш било така, но сега со социјалните мрежи е многу полесно да бутнеме некој, да измислиме нешто за некој, дури да е вистина. Многу е полесно нешто лошо да се расшири брзо и ако почне како вистина се додаваат информации и многу ретко останува само тој факт. Сепак секогаш станува приказна која што има премногу лаги во неа. Така што сакам да кажам дека и покрај тоа што сме сите на социјалните мрежи млади кои што комуницираме меѓусебно, треба многу повеќе разбирање. Не само од другите, туку и ние меѓусебно. Кога ќе го фатиме телефонот и ќе отвориме Instagram или Snapchat или Facebook, било што, имаме огромен скок на концентрацијата на хормоните во нашето тело, особено хормонот на среќа, серотонин. Тој хормон не прави се повеќе и повеќе да бидеме зависни всушност и затоа некаде се прави паралела помеѓу дрогата и действото на социјалните мрежи. Лани овој период имаше фама со оноа што беше јавна соба. Јавна соба, да. И ние на класен час имавме дискусија за ова. И сега очекував машките да бидат како па што си праќала, сега нека си се сноси со одговорностите, затоа што бев најмногу разочарана е што и девојчињата го делеа истото мислење и мислам дека треба да се крене свеста малку за тоа дека може да влијае многу лошо на нашето ментално здравје, како другите какво мислење имаат за нас, каква е нашата репутација, уште полошо е кога таа слика не е ни вистинска, туку фотошопирана. Вака, искрено моето мислење е кога ги спомнавме провокативните слики или нешто, дали ќе биде тоа текст, дали ќе биде било што нешто што не сакаме да биде експонирано, да биде препраќано, свидам дека тоа зависи само од нас. Јас, доколку одлучам да пратам таква слика, морам да се сносам со последиците дека ја праќам први на момче, што може веднаш да ја прати на други, да скриншотне, кога веќе ќе биде скриншотната сликата, тука веќе ја немам што да направам. Затоа сметам дали е момче, девојче од било која возраст. Тоа зависи само од мене, а морам да се сносам со последиците дека може да биде препраќена сликата. Значи, треба сама со себе да се одлучам дека нема да го правам тоа или дека ќе го правам доколку сакам. Социјалните мрежи, како Instagram, како Snapchat, како Facebook, како било која што ќе ви текне, ни стануваат социјални медиуми со тоа што ни даваат нас платформа ние да сме новинари, ние да известуваме што сакаме. Ние да вадиме информации што нас не одговараат. И нашите пријатели
пријатели, followers, следбеници, ја пренесуваат тие информации или не ја пренесуваат. И затоа е толку битно, затоа и се битни тие трачеви, тие негативни, тие позитивни ствари, бидејќи сепак нас ни дава платформа, веќе не е еден весник што се го читаат. И не е веќе што тој весник ќе објави и ние сите ќе го прочитаме и само таа информација да ја имаме. Сега имаме во дланка ни стои обсег на информации кои што не можеме да ги дочитаме сите, значи стварно не можеш да прочиташ се што ќе ти кажуваат. И лажни вести можеш да провериш, извори можеш да провериш, можеш да стигнеш до човекот, до сведокот што бил на таа случка, што е многу битно и сметам дека е многу важен сегмент во развојот, во дигитализацијата на светот, бидејќи веќе, како што кажав, не е еден весник, е само тој што ќе бише тоа е. Добро. Дали ме слушате? Значи, ова што веќе го погледнавме во видеото, можам само да констатирам дека младите луѓе ги препознаваат истите проблеми кои што Љупка вие веќе ги набројавте во вашата презентација и многу се свесни за тоа кои се и недостатоците и кои се и предностите на социјалните мрежи. Подоцна, доколку некој има и прашања кои што сака да ги постави до Љупка, ќе можеме подоцна во делот на дискусијата да поразговараме повеќе и за видеото и за ставовите на младите луѓе и околу презентацијата на Љупка. Следната говорничка е професорката Снежана Станкова, таа предава мајчин јазик во гимназијата Никола Карев. Професорката ќе се осврне на темата како може да се искористат новите технологии за стекнување знаење и за предавање на наставни содржини. Младите генерации ги користат новите технологии пред се за забава, за комуникација, но исто така аспектот на добивање на информации, стекнување и споделување знаење, како што веќе слушнавме и едно од ученичките го спомна тоа, и тоа што треба да се научи од најрана возраст, бидејќи растат во свет во кој информатиско-комуникацијските технологии се дел од нашите животи. Повелете се вашите излагања. Благодарам. Добар ден уште еднаш каде сите. Кога се размислував за темава, мислев дека ќе напишам неколку точки што ќе ми бидат потсетник и дека тоа ќе биде многу кратко. Меѓутоа, како поминуваше времето, некако точкиве ми стануваа се повеќе и повеќе, па ги запишав на едно ливче, за да не заборам се оно што сакам да го кажам. Најпрвен мислам дека денеска е сосема нормално да чувствуваме отпор кон непознатото и дека не е малку тешко и на нас професорите и на учениците да излезат од онаа комфортна зона што ја имаат, за да можат нели да се учат на рад, да се седат во училишните клупи, а ние да си предаваме. Меѓутоа, како доаѓа времето, како поминува времето, наидуваме на се поголеми потреби и можности за да ја користиме онлайн наставата, а со тоа нормално и социјалните мрежи. Првата работа што ми падна на памет е користењето на мобилните телефони, затоа што често пати бевме сведоци дека им беа забранувани на децата на часовите мобилните телефони, затоа што тие ги користат исклучиво само за чет, да се повикам на нивниот јазик, и за игри. Меѓутоа, лично јас никогаш не сум ги забранувала, затоа што сметам дека ако ги насочите децата, тие ми се мене како пластелин кој што можете да си го правите онака за да извлечете најдоброто од нив, ако ги насочите дека можат да служат и за учење, мислам дека ќе бидат одлични и на часовите со мобилните телефони во рака, да бидат дел од таа иликата Како социјалните мрежи да ги употребиме? Еве јас ќе се вратам пак на тие што мене ми се најпознати, а и ним најкористени, тоа се Facebook и Instagram, и да бидеме сведоци дека од таму се црпат само непотребни информации, се додека не најдат на нешто интересно. Значи, може да се читаат книги. Жив пример е мојот предмет македонски јазик со формирање на лажен профил, не знам, на Достоевски, во кој што сакале или не сакале, тие ја прочитаа половина Злосторство и казна, зашто ги интересираше која сум, што сум, каде се чекирам. Македонска поезија, гледам дека на часовите во 4-та година некако е здодевно да се чита тоа, меѓутоа сега и модерно да се споделуваат песни, па да се открие кој е и што е. Еден куп такви примери можам да набројувам, кои што се дел од нашето секојдневие, меѓутоа прва работа која што сметам дека овде исто така многу важна е проверка на тие податоци кои што ги добиваат од социјалните мрежи. Пишува се и се што, ако ние професорите предходно тоа го прочитаме, провериме за таквата информација, видиме дека нешто е сумнително, може да им посочиме дека, не знам, на Википедија сега тоа ми прва падна на памет, ми падна податоци кои што ние ги ставаме, значи сепак треба да се учат и да се зборува за тие податоци со известна резерва.
Skype мислам дека дури и нашите родители знаат да користат, така што многу лесно е тука со помалите дечиња да се работи на оваа социјална мрежа, мислам дека сите можат да ја користат. Нашата платформа ќе ја споменам, значи сега во дадено од министерство кое што и во уште се обидуваме да ја ставиме во активност, меѓутоа и овој Teams кој што го работиме ги прави нашите часови премногу интересни. Може би времетрењето од 35 минути. Па тука се снимаат видеа, па се ставаат видеа, па се истражува во текот на предавањето, па се, не знам, редат фотографии, па се креваат раце на големо, значи се забележува зголемена активност во тоа онлайн учење. Никому не му е злодевно. Оти сите се чувствуваат, како што кажа Љупка во еден слайд за едукацијата, дека сите се чувствуваат инволвирано во самиот процес. Моите ученици оваа година, верувам и на останатите колеги и колешки, се заинтересирани за e-books. Значи, откриле дека има сајт во кој што може да читаат книги, а при тоа да не одат во, тоа не натера, пак ќе кажам, злото и маката во библиотека за тие што сакаат да читаат. Меѓутоа имавме проблеми со одредени учебници кои што се наоѓаат во полоша состојба или не беа во можност да дојдат на училиште да ги најдат, па тука најдовме на страните и учебници кои што се во електронска форма и исто така ни служат многу добро за да можеме да си ја регулираме наставата. Додатна и дополнителна настава може да организираме на социјалните мрежи како сакаме. Па тоа е еден жив интерес од квизови, од различни, не знам, исто така презентации. Меѓутоа, мене мислам дека ми е многу важно дека децата не само што учат од социјалните мрежи податоци, туку тие учат и сами да програмираат. Значи, стануваат ученици програмери. Јас со задоволство ја поздравувам новата платформа од ученици од Никола Карев и од Орце Николов и не знам уште од која гимназија, да не заборавам некој одас, која што има на Инстаграм и која што всушност представува платформа за помош на учениците за да можат да учат. Тоа се раскажувани книги, професори, тутори што помагаат на часови по хемија, по математика и сето тоа оди, значи бесплатно на Инстаграм и сето тоа оди онлайн. Значи тоа се една прекрасна идеја која што на социјалните мрежи покажува колку ние можеме добро да бидеме организирани ако добро се насочиме и правилно се насочиме. Недостига што? Недостига социјализација. И сега за да можеме таа социјализација да ја средиме, еве јас многу работам значи на тоа, работа во пар, повеќе социјализирано дете со помалку социјализирано дете или работа во група. И ставање на тој пар или на таа група пред одреден проблем. Кога ќе ги ставите децата пред проблем и кога ќе видат дека мора сами да донесат решение, знаете колку се социјализираат ако се врзани преку компјутер, значи не се уште тука во живо. И сега јас овдека можам запишав еден куп сајтови кои што ги користам од почетокот на учебната година, односно се уште истражувам, не знам, Blue BBR, Video Notes, Puzzle и така натака и за цртање и за сликање, да ги наброиме премногу има, меѓутоа само треба да бидеме како за крај сите свесни дека и ние треба да учиме. Значи не само децата да учат, едноставно дека треба да учат и професорите. Така да тука ќе бидеме една одлична, измиксана група која што супер може да работи. Да сватиме дека социјалните мрежи, јас барем така ги воспитувам моите деца, се една огромна смарт табла. И ако вие знаете што да најдете, каде да најдете, како да се поставите, како што кажа колешката моја Љупка, информациите немаат крај од тоа што може да го пронајдеме. Ви благодарам. Ви благодарам, Снежана, ова беше навистина инспиративно и јас само уште еднаш ќе повторам дека ова што се случи со пандемијата, значи тоа трансферирање на наставата од физичко присуство онлайн, не само што отвори една огромна потреба за сите нас, особено за вас, за наставниците и за учениците, туку отвори многу можности како да се интегрира медиумската писменост во образовниот процес. И повторно се враќаме на тоа дека многу зависи од креативноста, од ангажираноста и од ентузијазмот на наставникот, на тој што треба практично да го осмисли часот и да им ја принесе наставната единица на децата на час, на учениците на час. Ви благодарам уште еднаш и навистина се согласувам со се што кажавте дека треба и наставниците да учат паралелно со децата, затоа што за нив тоа е нивниот природен свет. Тие се родени практично со новите технологии, кои што ние практично треба да ги стигнеме, да го стигнеме чекорот со нив.
Нашата следна говорничка е Георгина Димова, наставничка по информатика во Основното училиште Страша Пинџур од Неготино. Таа ќе зборува за повеќе активности и проекти преку кои учениците учат за медиумската писменост, креирање краток филм, стрип, блог, етика на однесување онлайн. Наставничката Димова неодамна во рамки на информатичката секција со учениците имаа можност да се вклучат на час во живо, на кој присуствува Бил Гейтс, актерката Шахиди, основачот на Google Sheets. Може ли да ни раскажете како изгледаат вашите часови и како овие активности кои ги воведувате влијаат на заинтересираноста и на мотивираноста на учениците? Повелете. Само ќе ме молам микрофонот да го вклучите, затоа што ви е исклучен. Благодарам, Весна. Говорете сега. После овие добри презентации почна малку да ме фаќа трема. Навистина колешките се гледа дека добро ги прифаќаат сите промени, сите новини кои што доаѓаат, со кои што младите секојдневно работат, така да супер е тоа. Ме слушате така? Добро. Во основното образование медиумската писменост се пројавува во неколку предмети, според мене, во македонскиот јазик, во информатиката, во етиката, во граѓанското образование. Но со оглед на обемноста на содржините од предметите нема доволно време за солидно усвојување на соодветни знаења, како и за добивање на некои практични вештини, и оставено е на наставниците доколку сакаат да изнаоѓаат начини во рамките на нивните предмети да ги учат децата и на медиумска писменост. Доколку се изработи некаков курикулум за медиумска писменост во основното образование, тој би требало да биде неизбежно испреплетен со безбедното и етичкото користење на интернетот како медиум кој што најмногу го користат учениците, бидејќи сепак медиумски писмен ученик би бил и безбеден онлайн ученик. Всушност овде до израз би дошла она воспитната компонента на основното образование. Изучувањето би требало да се фокусира на безбедно и етичко користење на медиумите за општествено добро, за познавање на учениците со можностите кои што ги нудат медиумите за учење, за запознавање со други култури, за познавање со светот. Исто така важен дел тука би бил и создавањето на своји медиуми. Сега јас би споделила некои наши проекти кои што ние ги работиме во училиштето и кои што може да се искористат за учење на медиумска писменост преку создавање на своји медиуми. Во училиштето пред 2 години, мислам, работевме на проект за спречување на насилството меѓу учениците, булинг што го викаме. Учениците најпрвен дискутираа за тоа што представува малтретирањето, во какви форми се појавува. Потоа разговарав со нив дали е тоа добро, нормално, работиме со помали деца, треба ли да се работи на тоа да се промовира некаква ненасилна култура во училиштето. И на крајот прашањето како тоа можеме да го направиме. Затоа и решивме да ги искористиме медиумите, односно да го искористиме филмот како медиум. Одлучивме да креираме краток филм. И она што беше најважно тука е учениците да одредат која е пораката што сакаме да ја пренесеме преку нашиот филм. Се изработи сценарио, се продуцираше филмот, се сними, го прикачивме на YouTube, па се споделуваше по социјалните медиуми. Она што учениците научија е дека медиумот може да биде силно оружје во нашите раце и на нас останува како ќе го искористиме тоа оружје, дали ќе го искористиме за добро или за лошо. По завршувањето на проектните активности, она што мене ме изненади е што учениците сами продолжиле да работат, па дури изработија уште еден краток филм кој што беше многу пософистициран од тоа што јас ги учев, што покажува дека достигнале одредена медиумска зрелост, значи нешто научиле преку овој проект. Како втора можност или нешто што го работаме е креирањето на стрипови. На часовите по проекти од информатика ние имаме тема проекти со програмата за обработка на текст. И сега за тоа да не биде онака само чисто техничко учење на тоа како се обработува текст, секогаш гледам да земаме некои теми од практиката, значи да научат плюс нешто децата. И овие часови ги искористувам за изработка на печатени медиуми. Например, изработуваме стрипови. Стрипот малку подзаборавен медиум, меѓутоа е многу мочен и на почетокот треба и да поднаучат децата што е тоа всушност стрип, како изгледа стрипот. И
креираме стрипови на нашите часови, но кога креираме стриповите, барам од учениците да стрипот да има одредена порака. Значи да не биде стрип само креиран колку да направиме стрип, туку да има некаква тематика и да носи некаква позитивна порака. Така и добивме стрипови за спречување, значи стрипови против користење на петарди, стрипови против убивање на загрозените животни. Учениците, значи, на тој начин несвесно изучуваат медиумска писменост. Продуцирањето на онлайн медиуми исто така може да биде дел од медиумската писменост. Например, изработка на блог, веќе беше истото спомнати од претходните колешки. Освен дигитална писменост, значи тука учениците развиваат и медиумска писменост, доколку нормално методите се добро избрани. Например, учениците може да креираат свој блог, преку кој што ќе застапуваат некое свое мислење или ќе промовираат некоја идеја за општествено добро. Ние, например, минатата година работевме на проект за промоција на културното богатство на нашиот град и учениците истражуваа за историските локалитети, оние места во Неготино кои што вреди да се посетат од туристите. Потоа креираа блогови за тие места, каде што напишаа написи за историјатот на тие места. Изработивме QR кодови, кои што ги поставивме директно на тие локалитети. И сега кога посетителите доаѓаат таму, ќе го скенираат QR кодот и ќе може, кој што ќе ги однесе на блогот и ќе може повеќе да се прочита за тој локалитет. Кога се изучува, например, за пребарување на интернет, тоа е повторно можност истовремено да се изучува медиумска писменост, бидејќи тука покрај тоа што ќе ги учиме учениците како да ги пронајдат информациите, треба да ги научиме и како да ги препознаваат лажните вести. Бидејќи денес веќе сме преплавени од секакви вести, е многу тешко да се открие што е лажна, што е вистинска вест. И постојат многу лекции кои што може да се искористат во таа насока. Например, може да ги учиме учениците да го гледаат доменот на вебсајтот, па да гледаат чиј е вебсајтот, кој го изработил, дали тој што ја дава таа информација е стручен или не. Нели, по интернет има секакви информации за тоа како да се лекуваш или не знам каква диагноза, кои што не ги даваат стручни луѓе, тоа може да ги наведат учениците на погрешно мислење, нели, дека нешто не е во ред со нив. Потоа, од учениците добро е да се побара информацијата што ја нашле, да ја потврдат на 3 други сајтови, за да бидат сигурни дека таа е точна. На англиски, јас кога истражував, има многу веб-сајтови кои што се специјално за учење медиумска писменост, креирани лажни веб-сајтови, на кои што сите информации се лажни. Веб-сајтот изгледа како вистински, но всушност сите информации се лажни. Им го даваш тој веб-сајт на учениците и бараш од нив да истражуваат на веб-сајтот, а потоа бараш да ги потврдат информациите и на други веб-сајтови. На тој начин тие ќе видат дека би требало, нели, да откријат дека веб-сајтот е лажен и дека ако веќе јас можам таков веб-сајт да направам и да им покажам, зошто што би го спречило некој друг, нели, да креира веб-сајт и да шири лажни информации по интернетот. На тој начин ќе научат дека не се што ќе се прочита на интернет е точно и дека треба да знаат и да научат како да ги препознаваат лажните вести. Сега вакви сајтови на македонски јазик за жал се уште нема. Би требало, доколку се воведе, нели, медиумска писменост, да се креираат вакви сајтови кои што би послужиле директно во наставата за да ги учиме децата за препознавање на лажни вести. Значи, на овој начин сметам дека медиумската писменост би требало да се воведува преку реализација на проекти со учениците, преку кои што тие ќе добиваат знаење не само од предметот кој што го изучуваат, туку ќе истовремено ќе станат и медиумски писмени ученици. Посебен акцент мислам дека треба да се стави на однесувањето на учениците кога се онлайн, посебно пред камера. Минатата година бевме сведоци на несоодветно однесување на учениците по училиштата, нели, со снимање на насилни видеа кога се демолираа учениците, па се поставуваа во некои онлайн соби. И добро е кога би работеле на спречување на тоа. Значи, на учениците да ги научиме дека ваквите на учениците, за жал, овие однесувања им представуваат идол и многу лесно го примаат тоа, па дури сакаат и тие исто да снимаат такви видеа за да станат популарни или не знам како тие го доживуваат тоа. Затоа треба да им се покаже уште од најмала возраст
да им се покажат позитивни примери на однесување, да им се укаже дека е важно за нив каква слика оставаат за себе онлайн на социјалните медиуми, а посебно како се однесуваат пред камера, бидејќи тоа може да доведе и до нарушување и на нивни или на нечи друг углед. За да научат како добро да се однесуваат, добро е да се вклучуваат и во проекти со поврзување преку интернет. Една таква можност е онлайн поврзување со други ученици, со други училишта, со некои експерти од одредени области. Таква можност нуди програмата на Microsoft Skype во училницата, во која што ние веќе 3 години учествуваме, преку која што учениците учат всушност тоа етичко однесување, културно однесување, почитување на разликите, но учат и медиумска писменост, односно промоција, всушност овде има промоција на училиштето, промоција на државата. Со оваа програма учениците имаа можност да се поврзат со ученици од цел свет. Ќе набројам некои, се поврзавме со ученици од Шведска, Индија, Египет, Канада, Америка, Чешка, Порто Рико, Франција. Имавме можност да се поврземе и со одредени експерти, писател за детски книги од Англија. Потоа имавме проект со наставник од Канада, кој што не поврза со ученици од Африка, кои што немаат електрична енергија, па ние изработувавме соларни ламби за нив. Се поврзаа децата со прифатилиште за деца родени со ХИВ од Африка, па болница за пингвини во Африка, бевме и на час за програмирање кај Бил Гейтс. Учениците значи имаат најразлични можности да ги искористат медиумите за нивен личен напредок. Она што сакам тука да го споделаме кога почнувавме со овој проект, учениците, како да речам, не беа спремни, не знаеа ни како да се однесуваат пред камера. Првото наше поврзување беше со ученици од Србија и беше во врска со математиката, и кога заврши тој официјалниот дел, и има дел каде што учениците може да си разговараат, да се запознаат, и нашите буквално не знаеа што да кажат. И само си стоеа, се буцкаа, се смешкаа, и така помина. Тоа ништо. Србите и испеа песни, ги знаеа сите македонски песни од Калиопи, од Тоше и од Каролина, нашите, ама буквално ништо. И после тоа со учениците разговаравме, добро деца, гледате како ова вака не бива. Пред камера морате да внимавате, вие сега го представувате училиштето, ја представувате државата, ќе речат македонците не знаат ни да пеат, камоли нешто повеќе. Меѓутоа, тоа беше баш поради тоа што децата не беа изложени на таков вид на настава. Не знаеа како да се однесуваат кога ќе се вклучи камерата и тие едноставно замрзнуваат. Како одеше проектот, некаде мај месец, веќе имавме поврзување со ученици од Порто Рико и нашите спремни топ. Веќе знаеа што да прашат, како да одговорат, како да застанат пред камера, како да се однесуваат. Дури добивме комплименти дека имаме многу воспитани деца во Македонија. Меѓутоа, порториканците и тие беа како нашите на почетокот, не знаеа ни што да кажат, ни што да прашат. Кога заврши сето тоа, нашите ученици викаат: леле наставничке, какви беа овие, за никаде. Им велам, какви бевте вие во септември, исти како нив. Гледате, викам, колку е важно, значи, како се однесувате пред камерата, така ќе ве гледаат тие од другата страна и така ќе мислат за вас. Значи, многу е важно да ги научиме, да ги воспитаме у нашите ученици како треба да се однесуваат пред камерата, како онлайн, какви слики ставаат, што пишуваат за себе, бидејќи тоа таму што ќе го стават останува за навек, ќе го читаат и нивните внуци утре, и дека многу е важно сликата што ја оставаш за себе пред онлайн медиумите. Толку од мене. Георгина, наистина одлични идеи. Ова што го работите е пример тоа што ние веќе подолго време го зборуваме, дека медиумската писменост треба да биде пристап во целото образование, дека ние почнавме со медиумската писменост во мајчин јазик, меѓутоа медиумската писменост треба да биде дел од сите предмети, а вашиот предмет практично е пример како тоа може да се направи во сите предмети. Јас ви благодарам, се надевам дека и другите наставници кои што се денеска на овој настан ќе може да споделат идеи за ова се навистина корисни идеи кои што може да се применат на час.
Следниот наш гостин е Стефан Јанич, доаѓа од Новосадската новинарска школа од Србија, тој е комуниколог, обучувач за медиумска писменост и автор на прирачници од областта на медиумската и информацијската писменост. Денеска ќе ни зборува за искуствата со вклучување на медиумската писменост во наставата во Србија, како и за иднината на медиумската писменост во наставата. Стефан, некои од учениците за кои што зборуваше Георгина, може би посетувале часови за медиумска писменост на кои што ти си предавал? Ne znam, nemam taj podatak, ali veliki broj studenta, veliki broj učenika već prošao kroz naše programe i s te pozicije danas mogu nešto da kažem o našim programima medijske pismenosti. Pre svega, nadam se da ćete me razumeti, ja sam vas jako lepo razumeo, ali pokušat ću da pričam malo sporije, u nadi da neće biti problema u razumevanju između ova dva jezika. Kao što je Vesna već rekla, ja sam Stefan Janjić i radim kao koordinator projekata i trener medijske pismenosti u Novosadskoj novinarskoj školi. Naša organizacija ima malo nezgodno ime, zvuči kao da je to neki privatna škola ili privatni fakultet gde za nekoliko meseci možete dobiti diplomu novinara. To nije tako, dakle to je nevladina organizacija koja organizuje besplatne seminare i treninge za učenike i za prosvetne radnike. Osim toga, ja radim i na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, na odseku za žurnalistiku, znači radim sa budućim novinarima, ali predajem i na drugim odsecima. Dakle, na našem fakultetu je kao izborni predmet uvedena medijska pismenost pre 2 godine, tako da i studenti psihologije, studenti nemačkog jezika, studenti književnosti imaju priliku da slušaju medijsku pismenost kao izborni predmet. Za sam kontekst dešavanja u Srbiji možda je važno napomenuti i to da je medijska pismenost uvedena pre 2 godine kao izborni predmet u gimnazije, dakle samo u gimnazije, s tim da neki prosvetni radnici već u osnovnoj školi na svoje časove koriste kako bi učenicima predstavili neke od elemenata medijske pismenosti. Sad, ja bih želeo tu da počnemo neke možda lične perspektive, zato što sam ja već po završetku master studija u Novosadskoj novinarskoj školi, a sad je možda vreme i da pokrenem svoju prezentaciju, počeo da držim treninge, odnosno da učestvujem u treninzima za prosvetne radnike. I tu sam se našao u nebranom grožđu, zato što sam ja tu došao kao neko ko ima 22 ili 23 godine i trebalo je da ja nešto podučavam ljude koji u prosveti, u nastavi imaju višedecenijsko iskustvo. I tačno sam primetio te poglede u publici, kao sad ćeš ti nešto da nam objasniš, ali ja sam sve vreme shvatao čitav taj proces o medijskoj pismenosti upravo to, kao razgovor, kao dijalog, nešto gde ja mogu njima možda da ukažem na neka potencijalna mesta koje je potrebno ojačati i da one meni sa druge strane ukažu na ono što meni nije jasno i što ja ne znam. Inače, dakle, Novosadska novinarska škola se već 12 godina bavi ovom temom koja je poslednje godine postala malo popularnija, pa se o njoj više i govori. Ali evo, ja bih na samom početku ove svoje prezentacije želeo da pomenem neke nedoumice sa kojima sam se ja suočio kada sam ušao u čitav ovaj svet medijske pismenosti i nedoumice s kojima se vrlo često i danas suočavamo. Rekao bih da tu suštinski postoje dva suprotstavljena narativa. Jedan je argumentum ad antiquitatem i drugi je argumentum ad novitatem. Jedan se grozničavo drži onoga što je staro, uz uverenje da je sve što je nekada bilo aktuelno, ne znam, obrazovni sistem za vreme bivše Jugoslavije, moralne vrednosti za vreme 20. 19. veka, da su bile mnogo izraženije nego danas. I to je Ivo Andrić parodirao na jedan dosta interesantan način. On je rekao da vodeći se ovom logikom možemo da zaključimo da je što davnije to i moralnije, a najmoralnije ono koje verovatno nikada i nije bilo. Dakle, ljudi veoma često, ja bih rekao, nekritički se pozivaju na neke stare vrednosti kao apsolutne, kao vrednosti kojima treba da težimo i u budućnosti, da zamrznemo istorijski trenutak i da se svi vratimo na način razmišljanja iz 20. veka. S druge strane, postoji i ovaj suprotni narativ koji se grozničavo drži svega novog, svih inovacija, da treba pohrliti, potrčati u susret svim digitalnim tehnologijama,
svemu onome što nam nosi 21. vek, iako je to jedna krajnost koju treba izbeći s obzirom na brojne zamke koje te tehnologije nose sa sobom. One u isto vreme mogu delovati kao jedno utopijsko rešenje, kao rešenje koje će nam poboljšati život, povezati nas, olakšati svakodnevne situacije, olakšati pristup medijima, ali mogu imati taj distopijski faktor o čemu se i danas već mnogo govori, ne samo na ravni nauke i medija, već i u popularnoj kulturi, Black Mirror i tako dalje. Ali vrlo često zapravo kod nastavnika kada razgovaramo sa njima javlja se taj vapaj za prošlošću, o tempora, o more, ranijih vremena i običaja, da je to sve nekada bilo mnogo, mnogo bolje. Da li je? Naravno, to je podložno, ali ja bih volio da pomirimo nekako ova dva narativa i da ne idemo ni u jednu od te dve krajnosti. To se trudim da taj duh održim i na časovima koje imam na fakultetu. Tu je takođe bitan jedan koncept koji je predstavio sociolog Alvin Toffler, šok budućnosti, s kojim se mi danas suočavamo. Pretpostavljam da su neki od vas i čuli za ovaj koncept. On bi podrazumevao to da danas živimo u vremenu kada se tehnologija toliko brzo menja da mi više ne možemo da se adaptiramo na nju. Ako koristimo neke aplikacije, ako koristimo telefone, svake godine stiže osveženje, stiže update, svake godine izlazi novi iPhone i jednostavno čovek se u nekom trenutku umori od tolikog broja promena i ja mislim da je to sasvim ljudski, da i današnja deca koja te promene prate veoma napredno jer su prosto rođeni sa mobilnim telefonima, tabletima i računarima, da će se i oni jednog dana umoriti od tih promena. Međutim, tehnologija se neće kretati unatrag, čak i ukoliko bismo mi to želeli i zbog toga mislim da je važno da ispratimo makar neki minimum u ovoj oblasti i ova situacija sa koronom nas je dovela do toga da recimo svi savladamo kako ćemo koristiti Zoom, da savladamo neke druge tehnologije, tako da je to iz svakog zla poneko dobro. Ali ono što bih rekao da je problem sa velikim brojem nastavnika kojima smo mi držali seminare, to je njihov strah. Njihov strah da pričaju sa decom o savremenim medijima, savremenim tehnologijama, zato što veruju da su deca u tom smislu imaju naprednija znanja od njih. Kako ja da pričam deci, na svojim učenicima, nešto u šta ja nisam najbolje upućen. I taj problem iz sujete igre autoriteta je dosta često na snazi, ali ja ga vidim, iako recimo na fakultetu pripadam generaciji mlađih nastavnika kao asistent, da tu već postoji generacijski jaz. Ja recimo ne koristim Instagram i ne znam najbolji način na koji on funkcioniše, znam samo posredno, a oni ne samo da koriste Instagram, moji studenti koji su mlađi od mene 6 ili 7 godina, već su prešli na TikTok. Evo sad sam od prve govornice čuo za jednu novu društvenu mrežu za koju do sada nisam znao. Dakle, ta migracija na društvenim mrežama se non-stop obavlja i neće se zaustaviti. I ja sad tu imam priliku ili da se postavim kao neki mrgud koji će reći a nove generacije ništa ne valjaju, nemoralne su, nemaju koncentraciju, nemaju pažnju, ili da makar pokušam da ih shvatim sa druge strane i ja se trudim da pokušam da ih shvatim svestan ovog koncepta šoka budućnosti. Ovo su samo slika kako su pre 100 godina, 120 godina, kako je čovečanstvo zamišljalo budućnost, kako će izgledati krojački salon, kako će izgledati gradovi, kako će izgledati recimo gašenje. Vidimo da su bili fascinirani ovim modelima letenja, kako će izgledati jedan frizerski salon. Ono što je meni privuklo pažnju u ovim ilustracijama je način kako su oni zamislili da će da izgleda učionica 2000. godine. Dakle, da tu postoji neka sprava koja će da melje knjige i da ih ubacuje u glavu učenicima. I vidimo na koji način su oni razmišljali o budućnosti, da će postojati zapravo nekakve tehnologije povezane sa elektrikom, da će to, u tom smislu su oni ponudili zapravo jedno zanimljivo rešenje, ali ono što nisu uspeli da zamisle, to je recimo situacija u kojoj će zajedno sa dečacima u učionicama sedeti i devojčice. Dakle, išli su u pravcu naučnog razvoja, ali su zanemarili jedan aspekt, ne znam, rodne ravnopravnosti. Tako da je zapravo u budućnosti jako, jako teško zamišljati zbog čitavog niza faktora koje ne možemo da predvidimo, ali upravo u tom smislu smatram da je važno razgovarati o medijskoj pismenosti. Yuval Noah Harari je izraelski istoričar. Malo sam bacio pogled i čini mi se da je njegova knjiga Homo Deus prevedena na makedonski. Za ovu knjigu 21 lekcija za 21. vek nisam siguran, eto ako neko
ima informaciju, možda može da me dopuni, u Srbiji je bestseller kao i u velikom broju evropskih zemalja. Prevedeni su site tri, ako dozvolite mala digresija. Od Harari. I Homo sapiens i Homo deus je jedna lekcija za 21. vek. Sve je prevedeno, odlično. Hvala, Zorane. I samo bih želeo da predstavim njegovo razmišljanje. On se nije previše bavio medijskom pismenošću, ali u ovoj knjizi je to pomenuo u nekoliko redova, pa bih samo to želeo da pročitam. On kaže, u današnjem svetu pretrpanom informacijama, poslednje što predavač treba da isporuči učeniku je još sijaset bespotrebnih informacija. Umesto toga treba da ih nauči kako da razumeju informacije, kako da odrede razliku između bitnog i nebitnog i kako da na osnovu beskrajnog broja informacija steknu objektivnu sliku o svetu. Tu se nadovezujemo naravno i na pitanje lažnih vesti, dezinformacija, pogotovo sada velikog broja teorija zavera. Ne znam kakva je situacija u Makedoniji, ali u Srbiji se javlja čitav niz ljudi koji se protive nošenju maski i što podupiru nekakvim falsifikovanim istraživanjima, velikom broju dezinformacije koji ih preplavljuju preko društvenih mreža. I oni zapravo imaju utisak da pripadaju jednom globalnom pokretu otpora, da će oni nenošenjem maske i, kako da kažem, plasiranjem priča o koroni kao jednom globalnom eksperimentu koji sprovodi mala grupa ljudi, dakle neka siva eminencija, da su time izašli iz krda ovaca i da su ponudili neki kritički stav, a zapravo su samo poverovali u gomilu dezinformacije i besmislica kojima su izloženi na društvenim mrežama. Kaže Harari dalje, veliki broj elitnih škola stavio je akcenat na posebne veštine, poput rešavanja diferencijalnih jednačina, pisanja kompjuterskog koda pomoću softvera C++ ili konverzacije na kineskom. Međutim, mi ne znamo kako će tržište rada izgledati 2050. godine i koje će sposobnosti biti na ceni. Možemo utrošiti mnogo vremena da dete naučimo da programira u softveru C++ ili da govori kineski, a da onda 2050. imamo situaciju u kojoj veštačka inteligencija programira bolje od bilo kog čoveka ili da vam Google softver za prevođenje, Google Translate, omogućava tečnu konverzaciju na svim kineskim dijalektima, čak i ako je jedino što znate da kažete na kineskom ni hao. Mnogi eksperti za pedagogiju zato smatraju da bi škole trebalo da obrazuju svoje programe tako da se umesto zatrpavanja učenika informacijama fokusiraju na 4K: kritičko mišljenje, komunikacija, kolaboracija i kreativnost. I ja mislim da i prethodne prezentacije, one koje su prethodile mojoj, svedoče o tome koliko su ove oblasti važne. Dakle, mi ne znamo kako će budućnost izgledati, ne znamo koliko će nam biti neophodna znanja matematike, znanja stranih jezika i znam da to iz temelja menja možda način razmišljanja o pedagogiji, ali ono što će sigurno biti važno u budućnosti, to je kritičko mišljenje, to je medijska pismenost, neki bazični oprez pri konzumaciji informacija i mislim da mnogi od tih stvari koje naučimo tokom svog školovanja, da ćemo moći u određenom trenutku života da bacimo u vodu ili da ih zaboravimo, ali da je jako važno da sa profesorima zapravo i nastavnicima steknemo taj nivo poverenja da razgovaramo o ovim temama, jer će se one sigurno ispostaviti kao važne. Novosadska novinarska škola, ja sam rekao već 12 godina iskustva, 14 publikacija u ovoj oblasti, 840 učenika edukovano, 680 prosvetnih radnika. Imali smo i godišnje kampove pre korone, ovako recimo izgledao jedan raspored za letnji kamp medijske pismenosti. Dakle, razgovarali smo i o javnom nastupu, i o debati, i o dezinformacijama, foto i video forenzici. Ovo su neke slike kampova. Takođe smo osmislili sistem nekih igara kao što je potraga za blagom, gde decu aktiviramo da koriste i digitalne i offline tehnologije, dakle snalaženje u prostoru, ali korišćenje mapa, QR kodova, zatim nekih alata za proveru fotografije i videoklipova, kako bi došli do zakopanog blaga. Takođe koristimo i neka od sredstava, ovo je prevod na hrvatski, dve igara, vrlo interesantnih, Studio za animaciju i za snimanje filma. To su nekakve kutije sa edukativnim materijalima koji tekako mogu da posluže pogotovo u mlađim uzrastima. Takođe, recimo,
naočare za virtualnu realnost, koje u ovoj najjeftinijoj kartonskoj varijanti koštaju manje od 3 evra, a zaista i na YouTube-u već postoji čitav niz edukativnih materijala koji su vrlo atraktivni uz upotrebu ovih naočara i ovo su neke od publikacija koje smo objavili i za prosvetne radnike, i za bibliotekare, i za učenike. I završio bih problemima sa kojima se mi suočavamo u Srbiji, evo 2 godine nakon što je medijska pismenost uvedena kao izborni predmet. Prvi problem bi bila podrška institucija. Sad zašto? Zato što koliko god se čovek trudio ili ima neku vrstu obaveze na fakultetu, ali i van fakulteta, u neformalnom obrazovanju, da zaobiđem temu politike, ove dnevne politike, medijska pismenost istovremeno jača i političku pismenost. Dakle, ako vi nekome objasnite kako da stekne otpor u borbi protiv dezinformacija, istovremeno ćete ga naučiti kako da ne poveruje baš svakom političaru na svaku vrstu laži ili demagogije u okviru predizborne kampanje. Istovremeno, način na koji funkcionišu mediji u Srbiji je takav da se oni većinski oslanjaju na vladajući režim. Tabloidi sa najvećim tiražom, televizije sa najvećom gledanošću duboko su povezani sa vladajućom Srpskom naprednom strankom i ja bih rekao da oni na jednom površnom nivou podržavaju implementaciju programa medijske pismenosti, ali da im ono suštinski ne ide u korist. Zato što autoritarnim vlastima odgovara medijska publika koja će poverovati u svaku laž koju ćete vi servirati putem malog ekrana, putem mobilnih telefona, aplikacija i tako dalje. Drugi problem je problem opremljenosti učionica. Dakle, mi možemo da izmaštamo šta god mi želimo, recimo da uvedemo virtualnu realnost, da uvedemo upotrebu ovih naočara, da napravimo igrice kao što je ova potraga za blagom, ali onda se nađete u situaciji da u učionicama nema stabilnog interneta, da postoji samo jedan ruter u školi i da je njegova šifra zaključana i nalazi se u fioci kod sekretarice škole i niko ne može da dođe do nje. I onda se vi morate osloniti na neke primitivne modele, da se zaista vratite u neki 19. ili 20. vek, jer veliki broj u Srbiji nema ni rešeno grejanje, nema rešene toalete i onda deluje kao da mi jako mnogo fantaziramo i da jako mnogo želimo ako nam je stalo do toga da imamo jedan laptop u učionici, jedan projektor. Treći problem je motivisanost nastavnika koji imaju jako male plate, koji su pretrpani fondom časova, pogotovo za vreme korone drže nastavu i online i offline i sa druge strane vi vidite da su nastavnici često u prilici da drže časove medijske pismenosti svojim učenicima, a da ni sami nemaju izrazit nivo medijske pismenosti. Takođe, kada se bira ko će držati predmet medijska pismenost u gimnazijama, ne bira se onaj ko ima afinitet prema tome ili onaj ko ima obrazovanje u tom području, već se bira onaj ko ima manjak časova u fondu, da se to dakle popuni i da recimo neko ko predaje matematiku, da predaje medijsku pismenost. To ne znači naravno da neko predaje matematiku ne može da bude sjajan predavač medijske pismenosti, ali rekao bih da se ne vodi mnogo računa o biografijama tih ljudi i o njihovim željama. Takođe je naravno problem i ovaj šok budućnosti o kojem sam razgovarao malo čas, da veliki broj nastavnika sve što je nova tehnologija, sve što je mobilni telefon i tako dalje vidi kao izuzetnu opasnost i nisu dakle voljni da izvuku nešto pozitivno iz svega toga. Ali naravno da uvek i u Srbiji, kao i kad sam se ja školovao, kada sam išao u osnovnu i srednju školu, da veliki broj promena počiva na entuzijastičnim pojedincima. Dakle, na onim nastavnicima koji će uprkos tome što su jako malo plaćeni, što se njihov rad ne ceni dovoljno, što su pod pritiskom i učenika i nastavnika, želeti da naprave nešto više, da naprave neke posebne programe, da uključe decu i da ih zapravo uvedu u svet medijske pismenosti. Jer čak i ako nastavnik ne poznaje najbolje aplikacije, ako nastavnik nema svoj profil na Instagramu ili TikToku, to ga ne sprečava da priča sa učenicima o nekim moralnim vrednostima, o zaštiti podataka, o važnosti privatnosti. Dakle, čitav je niz tema gde je nastavnik apsolutno kompetentan da razgovara sa učenicima, čak i ako nije zagriženi korisnik digitalnih tehnologija. I poslednji problem koji bih napomenuo, medijski sistem Srbije koji je zastrašujuće zatrovan. Ja bih rekao da onoliko koliko uspevam da propratim
medije u regionu, da nigde vi nemate na naslovnim stranicama novina takav govor mržnje protiv drugih naroda, drugih nacija, susednih država, političkih neistomišljenika. Dakle, bilo ko se drzne da kaže bilo šta protiv vladajuće stranke u Srbiji, biva na neki način linčovan putem tih medija i tome se zaista ne vidi kraj. Održavanje kontrole putem straha, najave konstantnih ratova sa svim susednim državama, konstantnih problema, istovremeno zanemarivanjem onoga što jesu suštinski problemi u Srbiji, to su problemi pre svega ekonomske prirode. Većina, i onda se zapravo mediji ugledaju jedni na druge, nude zastrašujuće sadržaje koji se, eto, ljudi jednostavno nekad koriste tu strategiju noja da zabiju glavu u pesak i da uopšte ne prate više vesti jer su do te mere toksične. Stefan, da li se slušame, te izgubite na kratko? I nisam čuo Vesna. Stefan, da li me slušaš? Da. Славче, дали ме слушате мене? Тука сум. Да. Значи, Стефан, нешто има проблем со конекцијата. Стефан, дали не слушаш сега? Чуjem, да. Јали мене чуете? Сега те слушаме, меѓутоа само последните неколку реченици мислам дека ја изгубивте конекцијата. Dobro je, oprostite. Dakle, govorio sam samo o medijskom sistemu Srbije u kolikoj meri je toksičan i da onda ljudi vrlo često nalaze izlaznu strategiju tako što prestaju da prate vesti. Ili poveruju da su svi novinari lažovi i da svi novinari ne govore istinu, što je dakle jedan veliki problem sa kojim se suočavamo. I nekada, evo, umesto kraja, osjećam kao ovaj gospodin koji kaže možda se ja borim sa nečim apstraktnim. Ali evo, borit ćemo se s tim apstraktnim i narednih godina, pa se nadam nekim rešenjima. I zaista, kroz rad sa mlađim ljudima nekako stičem optimizam, zato što vidim koliko brzo razmišljaju, koliko uprkos tim narativima da su mlađe generacije potpuno odrođene od morala, od pravih vrednosti, od opreza, da zapravo taj mit o dekadenciji mladih nije toliko istiniti, da zaista imamo čemu da se nadamo, s tim da je naravno ova priča o medijskoj pismenosti nije nešto će doneti promene sutra ili preko sutra, već je to jedan dugoročni zadatak, pa se možemo nadati boljitku za 10-15 godina. Hvala vam na prilici da kažem nešto o situaciji u Srbiji. Стефан, ви благодарам за инспиративната презентација. Навистина беше задоволство да те слушнеме, да ве слушнеме. Навистина беше интересно ова се да се слушне и навистина корисни податоци. Јас нема ни да се осмелам да парафразирам или да сумирам од тоа се што кажавте. Јас само уште еднаш ќе повторам, доколку има некој кој што не разбра, верувам дека сите разбирате српски, меѓутоа еве само во неколку реченици дека медиумската писменост во Србија е воведена пред 2 години во гимназиите, а дека на факултетот се изучува на факултетите како изборен предмет. И тоа што е важно, што мислам дека е важно, дека според Харари, например, што го цитираше Стефан, дека училиштата можеби ќе треба да ги дизајнираат своите програми на критичко мислење, комуникација, колаборација и креативност, каде што се вклопува и нашиот концепт на медиумската писменост и при интеграција, при вклучување на медиумската писменост во образованието, проблемите се поддршка на институциите, опременоста на училиштата, мотивираноста на наставниците и медиумскиот систем на Србија, некои од нив многу карактеристични и за Македонија. Стефан, ти благодарам уште еднаш на презентацијата. Сега следува делот за дискусија, меѓутоа пред да преминеме на дискусијата, би сакали уште едно видео да погледнеме. Славче, дали е подготвено видеото да го погледнеме, исто со учениците од трите скопски гимназии. Кратко е 4 минути, па подоцна ќе продолжиме со дискусија. Едно ти споделуваш за истото? Дали е тонот во ред? Да, се слуша. Океј, одиме од почеток. Едно ти споделуваш за истото, другото таа споделува за истото, трето таа споделува. Дали повеќе ве привлекува да одлучите дека ќе верувате неизе, а можеби незината информација не е вистинита, само затоа што и верувате неизе директно, не на самата информација како е напишана? Многу играат улога и двата сегменти кои што ги спомнавте, бидејќи се разбира дека јас ќе верувам на таа приказна во човекот во кој што имам доверба. И се разбира дека ги гледам факти дали се поклопуваат со едната приказна и со другата приказна. Кога веќе се поклопуваат, тие факти.
јас сум повеќе ги гледам фактите во реална слика, така што доколку приказната се соочува со реален факт и карактерот на личноста за која што се шири трачот, тогаш ќе поверувам до одреден степен. Добро. Сакам да напоменам малку на психологијата на човековиот мозок околу лажните факти, лажните вести и човекот многу е поверојатно да даде внимание на стварите што не се согласува, бидејќи сака да види зошто не се согласува или пак да си го продлабочи мислењето дека стварно не се согласува. И тоа го вклучува човекот да размислува на тоа и фактички тие што ја пласираат лажната вест добиваат многу повеќе мок, што фактички ги гледаат луѓе, имаат луѓе што може да се потпрат, да кажат видете еве ги гледаат, точно е. Јас сакам да се надоврзам на тоа што го кажа Ева, дека всушност ние, младите, имаме многу моќ на социјалните медиуми. Ние можеме да објавиме тоа што ние сметаме дека е правилно. Сега, јас дали ќе верувам на нешто што некој друг го постирал, тоа зависи до мене. Јас лично ги проценувам луѓето колку лесно можат да бидат изманипулирани, односно колку лесно ги прифаќаат стварите здраво за готово. Јас ако во некој верувам, имам доверба во некој, не значи дека тој човек не може да биде лесно изманипулиран. И затоа не можам да кажам дека јас мојата одлука на кого да верувам, ја базирам на тоа колку доверба имам во човекот, бидејќи секој човек има различен карактер и различно ги прифаќа работите. Бидејќи доста тешко верувам, дури во живо кога него ќе ми каже информација, малку скептично ја гледам, не ја прифаќам веднаш. Меѓутоа таквиот проблем уште повеќе го имам на социјалните мрежи, бидејќи кога не сум со некој во живо, тој осет на дека верувам на личноста се губи и скроз се фокусирам на фактите. Така што тоа исто така би го додала како една позитивна страна на социјалните медиуми. Благодарам, Славчо. Значи, ова беше уште еден инсерт од една дебатна емисија која што Македонскиот институт за медиуми ја подготви со учениците од трите гимназии, која наскоро ќе биде емитувана, зашто дополнително ќе ви известиме доколку учениците, нашите професорки доаѓаат од тие училишта, доколку учениците очекуваат информација, ќе ја споделиме информацијата со вас. Би сакала сега да отворам дискусијата, да ве поканам сите доколку имате прашања за нашите гости, своји размислувања, коментари или да споделите активности поврзани со медиумската писменост кои што вие ги спроведувате на час. Да, Зоки ве гледам, да ги споделите со нас во рамки на денешнава дискусија. Повелете, еве Зоки, видам дека се јави, повеле. Благодарам. Добар ден на сите. Ми беше задоволство да ги слушам сите панелисти, беа особено инспиративни според мене и ја отворија на вистински начин оваа тема која што нормално според мене во последнава деценија особено е многу актуелна. Ќе почнем со она што е актуелно, тоа е нели пандемијата со COVID-19 со која се соочува светот и дека светот нели е во драматична потрага по вакцина со која што генерално населението на планетата ќе се имунизира од овој вирус. Моје лично мислење е, а верувам ќе се согласите, дека единствената засега ефикасна вакцина на пандемијата наречена лажни вести, дезинформации, спинови е медиумската писменост. Само таа практично може да помогне оваа пандемија со која се соочуваме подолго време да успеаваме да се бориме со неја. Јас нема да речем да се узбиеме, бидејќи тоа не е, што вели народот, мачкина кашлица, но да можеме да се бориме и да се избориме ден за ден против неја. Има добра основа, значи, според мене. Еве, пак ќе го наведам примерот. Оваа пандемија со коронавирусот не натера да се префрлиме на нов начин на комуникација. Онлайн комуникацијата, па сега сите состаноци генерално ги одржуваме преку Zoom или сличните платформи за комуникација. Учениците во училиштата имаат онлайн настава, значи преку ноќ се трансферираше практично и образованието за да може да продолжи со својата основна мисија, тоа е да ги едуцира
децата. И се што сакам да кажам, кај децата, јас барем ќе го кажам примерот со мојата помала ќерка која уште е во основно училиште, ја мислам дека за многу кратко време ја научи како да функционира на новата платформа за онлайн учење. Претпоставам дека во најголемиот дел сите ученици без проблем тоа го совладале и може да комуницира многу подобро и од мене и од нас повеќето кои што припаѓаме на онаа генерација која што се образуваше, добар дел од образованието го стекна во онаа бившата заедничка држава што беше. Што сакам да кажам? Сакам да кажам дека имаме добра основа кај децата, дигитална и технолошка наобразба, писменост, на која што треба да се надгради медиумската писменост практично и да се стекне, односно да се оформи личноста во вистинска смисла на зборот, затоа што без медиумска писменост мислам дека не би можело да се замисли образованието воопшто во 21 век. Ако ние основна мисија за нас беше да се стекнеме со образование или едукација јазична и нумеричка, за овие генерации медиумската е едно од трите, нели, столбови практично. Го поздравувам тоа што е најавено од властите кај нас, дека ќе се воведе и во следната учебна година медиумската писменост во образовниот систем во Македонија. Сметам дека тоа требаше да се воведе и порано, има некои иницијативи, нели, повеќе самостојни или така ентузијастички од некои од училиштата или претежно ентузијастички поединечни случаи од самите наставници и професори. Добро ќе беше тоа да се случеше и порано, но никогаш не е достатно доколку стварно влеземе сериозно да го имплементираме овој проект, ќе го речеме, или тоа е повеќе од проект. За мене не е важно каков ќе биде моделот, верувам дека ќе биде избран најдобриот. Лично го преферирам медиумската писменост да биде содржана во повеќе предмети кај децата, не во еден единствен предмет, но тоа е само моје лично мислење. Се согласувам дека има луѓе што се постручни од мене кои што тоа ќе го направат на вистински начин и тоа треба да биде час поскоро, затоа што еве како што слушнаме од почитуваниот гостин од Србија, од Нови Сад, во Србија тоа веќе постои и функционира и мислам дека без разлика на актуелната состојба што ја опиша многу добро, многу пластично на крајот како е во Србија, верувам дека сепак бенефитот од медиумската писменост се уште е повеќе позитивен колку што е негативен. Инаку чисто колку за дигресија, она што го спомна гостинот за тоа каква е медиумската состојба, сите ние во овој регион или сме ги прошле или ги проаѓаме тие случаи, а таква ситуација имате и во земји членки на Европската унија, така да тоа не е нешто ново, верувајте, навикнати сме на такво нешто. Сакам да кажам и дека само со континуирано работење со луѓето, со децата, со младината, со студентите и со возрастните луѓе, значи медиумската писменост треба да биде употребувана и имплементирана, односно со неја да се запознаваат многу подетално и возрастните, за да можат да разликуваат што е вест, а што е дезинформација, што е спин и за да можат едноставно, она што го кажа, повторно ќе го парафразирам гостинот од Нови Сад, за да може да носат и своји заклучоци кои што се битни за демократските процеси во едно општество. Затоа што ако формирате мислење врз база на лажни вести, тогаш вие немате формирано вистинско мислење и тоа мислење практично ќе однесе во сосема погрешен правец. И сосема за крај, нема да го земам многу времето и за другите присутни на денешнава дебата, околу теоријата на конспирација што беше спомната, нели, за користење или не користење маски. Утре се изборите, интересните во светот избори, претседателските избори во Соединетите Американски држави, а според многумина што се приврзаници на теоријата на заговор, од задуте треба да почне граѓанска војна број 2 таму. Па и да видиме дали ќе се случи тоа. Благодарам. Благодарам, Зуки. Околу нешто што спомна, дека медиумската писменост и повеќе преферира да биде повеќе како пристап застапена во образованието. Мислам дека тука се согласуваме, тоа се и нашите заложби, повеќе да биде пристап во повеќе различни предмети да биде застапена, отколку да биде еден посебен предмет. Мислам дека
тоа е разговарано и со наставниците, со повеќе професори и наставници, тоа е сумирано како еден вид на нивни став, така што еве нека споделат и тука има повеќе наставници, професори од различни училишта, еве може да го споделите и вашето мислење, што мислите околу тоа. Еден од проблемите кој што беше истакнат е дека уште еден дополнителен предмет во и така обемната програма е дополнителен товар и за наставниците и за учениците. Така што доколку никој сака да земе збор, да истакне некој свој коментар, ве молам. Дали има некој што сака да каже нешто? Поведете. Стефан, може би вие сакате да ни кажете како е кај вас во гимназиите застапено, како се изучува медиумската писменост, чисто да слушнеме искуство еве од регионот? Evo, nadam se da neće sada biti prekida. Dakle, u gimnazijama postoji 6 izbornih predmeta, od kojih učenici biraju 2 i medijska pismenost se izučava kao projektna nastava. Dakle, nastava nije u klasičnom formatu, već se nastavnici opredeljuju da sa decom rade na nekom konkretnom projektu koji je manje ili više kreativan, opet u zavisnosti od entuzijazma nastavnika. Tako da, naravno, naišlo je to na veliki otpor i kod roditelja i kod učenika, jer smatraju da su učenici gimnazija već preopterećeni brojem predmeta i da im je ovo predstavlja dodatni teret, ali iskustva koje sam ja čuo i od nastavnika i od učenika su uglavnom bila pozitivna, dakle da im je to predstavljalo jednu svežinu i na kraju krajeva kod velikog broja studenta novinarstva koje dobijamo sada protekle 2 godine, čujemo da su se zainteresovali za novinarstvo upravo na ovim predmetima, tako da u tom smislu ja mogu da budem zadovoljan, ali treba sačekati još nekoliko godina da bi se sve to iskristalisalo i da bismo imali jasniju sliku. Ти благодарам за информациите. Дали има некој друг што би сакал да каже коментар, прашање до нашите говорници? Некој од нашите говорници да истакне нешто што смета дека е важно, како би требало да се спроведе медиумската писменост во наставата, во образовниот процес? Еве, јас малку кратко, ако може. Бидејќи имам само кратко, бидејќи почнувам со часови попладне. Да. Само 5 минути, нема да одземам време. Благодарам на сите панелисти, убава тема која што завредува внимание и многу идеи. Околу имплементацијата, затоа кратко ќе се задржам. Мислам дека сите помалку сме должни, барем јас како професор по мајчин јазик, да работиме на оваа тема, на која што и работам изминативе години. Имам многу искуства од писмени состави до работилници и така натаму. Ова е добро што го кажа Стефан, дека може да биде од некои непродуктивни изборни предмети да се воведе медиумската писменост. Значи, некаде, ако веќе е вишок, да се скрати онамо каде што не се продуктивни тие избори, тоа треба да размисли Министерството за образование да се воведе ова. Мислам дека сите треба помалку, еве ние барем конкретно како наставници по јазик да обрнеме внимание на медиумската писменост. И тоа да ни биде континуирано и останатите барем на класен час тоа да биде. Ви благодарам на сугестиите. И понатака добра работа, јас ви бе поздравила сега за сега. Довидување. Ви благодарам на коментарот. Повелете дали има уште некој друг што би сакал да каже нешто? Некој коментар, да споделите некои ваши искуства од работата на час, од некои проекти кои што ги работите веќе? Или пак од реакциите на учениците кои што еве присуствувале на часови за медиумска писменост, на кога вие сте спроведувале како наставници, како професори, се спроведувале проекти, активности поврзани со медиумска писменост? Еве, јас Весна, ако може како за крај. Да, повелете. Да, оти нашата борба сега индивидуална,
велам борба во наводници, затоа што сметам дека ни треба многу голема поддршка и од Министерството за образование. Меѓутоа, секоја соработка што имаме со вас, излегувале прекрасни завршни проекти во кои што децата за следната година вика ние сакаме пак. Дали ова е новинарство или што е, значи се уште лутаме. Меѓутоа, секогаш сме излегле со едно искуство плюс. Сметам дека ова работа што ја правите никогаш не била волку силна како сега, значи тоа се чувствува меѓу нас професорите и меѓу учениците. И мислам дека не треба да се откажеме сега, затоа што можеме многу да си помогнеме. И можеме многу да им ги отвориме очите на децата и нашите и на децата. Голем поздрав за цела ова, пак ќе кажам во наводници, агресија што се случува, но ова го правиме само за да не биде подобро на сите. Толку од мене, поздрав. Благодарам Снежана, се надевам дека заедничките напори ќе резултираат позитивно за сите нас и следната година според најавите од Министерството дека ќе успее да се внесе медиумската писменост во образовниот процес. Мислам дека тоа ќе биде вака една добра работа, дека тоа ќе биде добар стимул и поддршка и поттик за сите нас кои што со години работиме за внесување на медиумската писменост во образованието. Ние како граѓански сектор, вие како наставници, професори кои што само иницијативно, ентузијастички се обидувате овој пристап да го интегрирате во сопствената работа, така што доколку тоа се стави во еден систем, мислам дека ќе биде поуспешно и поефективно за сите нас, и за нас, и за вас како наставници, за децата на крај, кои што треба да ги научиме на критичко мислење наместо само на меморирање на факти, како што тоа беше досега, како што тоа досега го правеа. Дали уште некој би сакал да земе збор, да каже уште нешто, затоа што веќе сме на истек на времето на оваа панел дискусија. Добро, не гледам дека некој се пријавува. Јас ќе ви се заблагодарам на сите за присуството на денешната дебата. Им благодарам на нашите говорници за многу инспиративните излагања, презентации. Навистина таму имаше одлични идеи за сите нас. Ви честитам на вашата работа, за тоа што го правите на час. Мислам дека вие сте тие наставници на кои што може да се подпре целиот овој процес. И сигурна сум дека има уште многу такви ентузијасти, наставници, креативци кои што работат во образованието. И мислам дека медиумската писменост е навистина еднината на нашето образование. Јас верувам во тоа и со години се обидуваме тоа да го освестиме кај институциите, да го освестиме кај обичните граѓани. И Зоки тоа што го спомна, заборавив, би сакала за надоврзано тоа што го спомна, тоа е всушност еден процес на доживотно учење. Како што е за децата, како што треба од најрана возраст да ги учиме децата, така медиумската писменост е пристап кој што е наменет и за повозрастните генерации. Ви благодарам уште еднаш на сите за присуството, за излагањата и се надам дека се гледаме во други прилики, се гледаме на час на крајот на криштата со повеќето од вас. Ви благодарам.